Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Центарот за услуги во Прилеп одлично ја обавува функцијата за олеснување на пристапот на граѓаните до националниот портал за e-услуги. 20 компјутери за средното општинско училиште Ристе Скиричко, донација од Министерството за дигитална трансформација. Кујната на Рустика повторно во функција, извести кетеринг компанијата, исполнети биле сите услови. Не е фер диаспората да не може електронски да гласа, вели ресорниот министер Андоновски. Прилеп и вечерва повторно ќе навива заедно на мундијалскиот фудбалски надпревар кај Камената бина. Времето денеска претежно сончево. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Пред 6 месеци воспоставен Центарот за услуги во Прилеп во даночното одделение на граѓаните и правните лица им го олеснува пристапот до административните услуги достапни преку националниот портал услуги.gov.mk. Доволно е да се прикаже личната карта. Тоа е еден од 16 вакви центри во Македонија, каде околу 332 услуги им се достапни на граѓаните и на правните лица, за кои претходно требаше да ги обавуваат во подрачните одделенија на повеќе министерства. Ние овозможивме простор во нашиот едношалтерски систем, со што целта финална беше да заокружиме дека граѓаните со пристап до една врата, ако може така да се каже, ги имаат надланка сите услуги кои што ги издаваат и локалните власти, но и централните, оние кои што спомнав составени на платформата e-услуги. Ја поздравувам секоја иницијатива што доаѓа од централната власт. Ние како локална самоуправа ќе бидеме добри партнери се за една заедничка цел која што имаме и на централно и на локално ниво, да ги подобриме условите и да го поедноставиме животот на Прилепчани. Заеднички партнерски проект на Министерството за дигитална трансформација и општина Прилеп се наоѓа во простории на општината, една одлична соработка со градоначалникот и ги нудиме сите услуги кои што ги нуди порталот услуги gov.mk, ги нудиме и тука во канцеларијата за услуги. Она што е важно да го потенцираме дека ние ветивме дека во Прилеп ќе отвориме центар за услуги, дека Прилеп ќе добие бесплатна Wi-Fi зона со бесплатен интернет и дека Прилеп го поставуваме на мапата на процесот на дигитализација. Со донација од Министерството за дигитална трансформација, кабинетот по физика во средното општинско училиште Ристе Скиричко се поднови со 20 компјутери. Ова е уште еден проект кој што го реализираме заедно со општината, тоа е опремување на училиштата, во случајот в средното училиште, со компјутерска опрема во еден од кабинетите, со што очекуваме дека ќе се зголеми дигиталната трансформација во училиштата, ќе се подобрат дигиталните вештини на младите, на учениците и ќе градиме генерации на успешни, квалитетни млади луѓе кои што разбираат технологија и кои што користат технологијата да бидат подобри во она што го работат и она што го учат. И во оваа насока ние започнавме од Ѓорче Петров во Скопје, ќе опремиме уште училишта низ целата држава во зависност од потребите на училиштата. Би сакал да изразам огромна благодарност до Министерството и до Министерот за оваа донација која што ја доби средното општинско училиште Ристе Скиричко. Тука беше непотребна, тука се едуцираат кадри кои што треба да оперираат со овие дигитални машини и навистина една убава слика и унапредување на процесот на образование и наставно-научните средства во нашиот град. Тоа ни е основната заложба како локална самоуправа да ги подобруваме постојано условите за образование на нашите најважни членови на општеството, се
учениците во претшколска, во основно и во средно образование. Благодарност до директорката за брзата реакција, за подготовката и за инсталацијата на овие сметачки машини. Се надевам дека ќе најдат вистинската примена и ќе служат за оно што е основна намена, тоа е за подобра едукација на нашите млади. Благодарност првен до Министерството, до Владата на Република Македонија за оваа донација. 20 компјутери се донирани, наместени се во кабинетот по физика. Во училиштето имаме кабинетска настава, што значи дека за сите ученици кои што изучуваат физика во ова училиште ќе работат на овие компјутери. Се надевам дека колегите, бидејќи се помлади, ќе се иновативни и ќе ги користат сите софтвери кои што ги имаат овие компјутери, инаку по перформанси се многу добри. По исполнувањето на сите услови за продолжување со работа, кетеринг фирмата Рустика Wedding Hall повторно ги става во функција кујнските капацитети, соопштуваат од компанијата во официјално известување. Во согласност со националниот протокол за постапување при сомневање за труење со храна, веднаш беа преземени сите предвидени мерки, вклучително и привремена забрана за вршење дејност до завршување на инспекциските постапки и добивање на сите лабораториски резултати. Како општествено одговорна компанија, целосно ги почитувавме сите одлуки и препораки на надлежните институции, ставајќи ги заштитата на јавното здравје и транспарентноста на прво место. Денеска по исполнувањето на сите услови за продолжување со работа, повторно ги ставаме во функција нашите кујнски капацитети и продолжуваме да обезбедуваме кетеринг услуги со истата посветеност на квалитетот, безбедноста на храната и професионалните стандарди кои со години представуваат темел на нашето работење. Во интерес на јавноста и на сите засегнати страни, веруваме дека е важно институциите целосно да го расветлат случајот и да го утврдат причинителот и изворот на контаминацијата. Како и досега, Рустика Wedding Hall останува целосно отворена за соработка и подготвена да обезбеди каква било дополнителна поддршка што ќе биде побарана од надлежните органи, стои меѓу другото во соопштенијето од компанијата Рустика Wedding Hall. Предлогот на владеачката партија во измените на изборниот законник вклучуваат електронско гласање на дијаспората кои би биле подготвени до 2029 година. За сега нема политичка воља, иако Македонија има капацитети да ја овозможи на дијаспората да гласа, вели Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација, при посетата во Прилеп одговарајќи на новинарско прашање. Многу важно е да се дозволи на дијаспората да гласа, затоа што ова се луѓе кои што во Македонија носат над 1 милијарда евра годишно во дознаки, што значи дека поддржуваат македонската економија и поддржуваат своите сограѓани кои што живеат тука, дел од нивните семејства, пријатели, отвараат сопствени бизниси, а имаме голема дијаспора која што има македонски пасош и живее во странство и не е фер и не е остварување на уставното право да им се дозволи да гласат исклучиво физички, а да патуваат по 5 или по 10.000 километри за да го остварат своето право на глас, и тоа 2 пати, еднаш да се регистрираат, а вториот пат да го остварат своето право на глас. Нашиот предлог како политичка партија беше со измените во изборниот законник да предвидиме да од 2029 година, значи за 3 години од денеска, да имаме подготвен систем во кој што ќе им се дозволи само на регистрираните лица кои што имаат македонски пасош и живеат во странство да можат да гласаат онлайн. Ние имаме систем за дигитален идентитет. Тоа е порталот услуги Gov.mk на кој што сите граѓани се регистрираат со своји лични податоци, еднаш верификуваме дека се тие со нивна лична карта или со нивни пасош, така што веќе ги знаеме податоците за граѓаните. Не е никаков проблем да се доразвие системот во соработка со Државната изборна комисија. Прилеп и вечерва повторно ќе навива заедно на мундијалскиот фудбалски надпревар кај Камената бина. Во пријатна атмосфера на голем екран во друштво со пријателите и најблиските, од 22 часот тоа ќе биде ново летно фудбалско уживање. Вечерва е вториот четвртфинален надпревар од светското фудбалско првенство меѓу актуелниот европски првак Шпанија и Белгија. Една од овие две репрезентации ќе бидат вториот финалист. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала облачност, дува слаб до умерен ветер од северозападен правец.
Во Прилеп сончево време со мала облачност и слаб до умерен северозападен ветер. Минималната температура се спушти до 10, а максималната достигна 27 степени. Утре, сабота, ќе преовладува сончево и топло време со мала до умерена облачност. Во недела се очекува дестабилизација на времето со локален пороен дожд, грмежи и умерен до засилен северозападен ветер. Од понеделник повторно следува период на претежно стабилно и топло време. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. 2026.